Богати туристи, главно од богатите западни држави, им плаќале на силите на босанските срби да стрелаат во бошњаци во Сараево кога градот беше под опсада во 90-тите. Ова го открива новиот документарен филм Сараево Сафари на словенечкиот режисер Миран Жупаниć. I ja sam iz njegovog iskaza shvatio da se tu radi o jednom safariju na ljude i da su ljudi koji dolaze s tim motivom jedna nova morbidna vrsta snajperista koji plaćaju da ubijaju. Jaz nisem nikoli slišal cen, koliko je bila cena, samo vem, da je bilo grozno drago. Војната во Босна и Херцеговина се случи по распадот на Југославија, а започна откако Босна и Херцеговина усвои референдум за независност во 1992 година. Главниот град Сараево беше нападнат од силите на босанските срби, кои го отфрлија референдумот и се обидуваа да си обезбедат сопствен автономен ентитет. Војната беше најжестокиот конфликт во Европа од Втората светска војна и се карактеризираше со неселективно гранатирање градови и бројни случаи на етничко чистење. Цивилите во Сараево често беа убивани од снайперисти од српските сили за време на 4-годишната опсада. Сега, 2 децени подоцна, бруталните приказни за војната продолжуваат да шокираат. Сараевско сафари, приказната на словенечкиот режисер Миран Жупаниć, покажува дека рутинското стрелање цивили не било ограничено само на снайперистите на српските сили и дека богатите западни туристи доаѓале и учествувале во човечко сафари. Во замена за пари, овие туристи безбедно биле спроведени од Белград во Србија до Сараево за да можат да заземат снајперски позиции над опколеното Сараево, а потоа да пукаат и убиваат бошњаци. Со други зборови, тие ги плаќале српските сили за да имаат можност да ловат цивили за забава, оживувајќи го терминот лов на луѓе, кој обично се појавува само во дистописките филмови. Филмот е заснован на сведоштвата на следните извори. Словенец кој за време на војната работел за важна американска агенција, пензиониран офицер во разузнавачката служба на армијата на Босна и Херцеговина, како и 3 преживеани жртви. Филмот потврдува дека повеќето од тие ловци доаѓале од Канада, САД, Русија и Италија. Овој феномен на лов на луѓе е документиран и во книгата Ведрани пожарникарите, во кој поранешен американски маринец кој предводел група меѓународни доброволни пожарникари од двете страни на фронтот во Сараево, за време на војната опишува како овие туристи пристигнале во Сараево облечени во комбинација од цивилна и воена облека и изгледале како да одат во шума да ловат мечки. Истиот маринец сведочеше и за цивилите кои биле под снајперски оган за време на судењето на поранешниот командант на босанските срби и воен злосторник Радко Младиć. Има и снимки од рускиот неонацист Едуард Лимонов како оди во обиколка на редовите над Сараево, пукајќи неколку куршуми во опколената престолнина каде што цивилите беа заробени. Во видеото го придружува Радован Караџиć, кој исто така е осуден на доживотен затвор за геноцид и воени злосторства. Додека допрва треба да се преземе на тамошна кривична истрага да се разбере обемот на овој лов, режисерот на филмот нагласи неколку важни прашања. Ključno pitanje je kakve osobe to rade, šta je njihov psihološki profil, šta je njihov socijalni profil. Ja mislim da bi tom fenomenu ljudi koji gledaju na druge ljude kao na svoju divljač baš bilo potrebno dati nešto više pažnje, pitati se kakav je njihov moral, šta smo mi obični ljudi u njihovim očima,